Денеска ќе имаме интересен лайф. Дечки, интересна работа. Ако окачуваме водно, Македонка, поздрав, ако окачуваме водно и не идеме на некоја карпа тешка или на некој предел тежок, и тешко ни е, како се качуваме натаму? Ако ја надминеме карпата, и ако карпата остане под нас, она што ќе видиме е дека ако ќе доеме на врвот на водно, веројатно ќе уживаме едно 5 до 10 минути у глетката, у успехот и така натаму, ама веројатно кога ќе седнеме некаде и кога ќе сме у кафанче или на кафе и ќе се собереме експедицијата која што сакала да го качи водно, веројатно ќе збориме за карпата, која што беше проблем и колку беше тешка и колку за малку немаше да успееме, затоа што препреките стануваат забавни кога ќе ги надминеме. Кога ќе дојдеме до целта и на врвот, тогаш на препреките ги гледаме од високо. Од височина ги гледаме препреките кога ќе ги надминеме. Уживаме во препреките додека ги надминуваме, за тоа ќе зборам малку покасно, но многу ни се убави препреките кога ќе ги надминеме и тогаш уште повеќе уживаме во нив. Затоа што гледате, ако се откажеме од една препрека и ако таа карпа, која што или предал пред врвот на водно кој што не сме го совладале, не донесе назад на подножието и под домовите не врати, тогаш веројатно ќе какво водно бе, ајде бе, шо ќе се качам, бе, какво водно бе, ќе си дам со кола бе, со жичара, убаво ми е кај се. Гледате, ако се откажеме и ако препреката не врати назад, нема да уживаме во таа препрека. И обично после тоа човекот се разочарува и на препреките гледа како кон нешто што е неубаво. Сите препреки кон кои што гледаме како нешто што е неубаво е само затоа што не сме продолжиле понатаму. Некоја девојка се откажала поради тоа што после неколку неуспешни врски она у наводници заклучила и донела заклучок дека не можеш да си најдеш маж у Македонија, зашто сите се мамини мази се поврзани со мајките, со татковците и дека немаш ни еден асален. Она тоа го направила поради тоа што не е искачила карпата да стигне до врвот на водно. На неја и треба наредна врска која што ќе успее, ама не со тензија да си ја направи. Леле, сега морам да успеам, зашто така дабетер нема да успее. Да гледа така животот како игра. Нели, ајде да се вратиме на тој цитатот од Хабард, вика колку посериозно и придеме на играта, толку повеќе имаме шанса да изгубиме. И ако со сериозно си приде на неја карпата која што не е искачила за до врвот на водна, ако се неуспешните врски мажите, она нема да сака да изборите на тема врски мажи, така натаму со презир ќе гледа. Така исто и со некој момче. Ако се разочара многу во девојките и му падне само до вербата, затоа што не ја надминал таа препрека која што, како и да се викала, која што го разочарала поради тоа што, не била заинтересирана и она за него, треба да продолжи и да најде добра релација и среќа во љубовта и тогаш минатите препреки стануваат беззначени. Беззначени. Ако се откажеме, тогаш препреките стануваат многу важни, тогаш тие се лепат и се многу јаки во нашиот реактивен ум. Гледате, начинот како да ги минимизираме работите во реактивниот ум е да успееме. Затоа што гледате, ако се не качиме карпата на водно, таа останува во реактивниот ум како нешто кое што е негативно и таа ќе се активира наредниот пат. Кога ќе сакаме да го искачуваме водно. Но ако ние поминеме таа препрека и дојдеме на врвот, негативниот мачењето кое што сме го имале додека сме качувале, картата станува задоволство после тоа. Кога мачењето од препреката станува задоволство, кога ќе стигнеме на целта. Кога ќе стигнеме на целта, ние таа негативна енергија, кога ќе пробиеме низ препреките, не останува во нас. Таа останува само ако не истраеме да дојдеме до целта. Тогаш останува во нашиот реактивен ум и тогаш делува неубаво. Тогаш ја чувствуваме како загуба. Разбирате, ја чувствуваме како загуба во тој момент. Сега, ќе зборам денеска за, барем за мене, многу интересна тема. Ајде да ја објаснам тема, и ќе ја поврзам со ова што кажав сега како вове, тоа беше вове, темата само што не почнала. Сме собрани повеќе луѓе. Така да гледате, интересна работа е, реактивниот ум се состои од неуспеси. Фактички од загуби. Што имаше во реактивниот ум? Сега ви го кажам од книгата Дианетика, не од филозофот Хабард, од научникот Хабард.
Што се случува? Во тој реактивен ум има снимки. Умот снима постојано. Снимките во реактивниот ум се од што? Снимките од реактивниот ум се од моменти кога сме загубиле нешто. На некој човек има загуба, може би се развел дечкото, девојката, може би не дај Боже, родителите починале, баба починала, ја загубил фирмата, го избркале од работа. Тоа се загуби. Или има потенцијални загуби, или закана за загуба, може би кучето е разболено и овој устрав дека кучето ќе му умре, има закана за загуба и таа снимка е снимена во тој реактивен ум. Значи во реактивниот ум има празнини, има нешто кое што сме го изгубиле. И исто така има и физички болки во тој реактивен ум. Значи во реактивниот ум имаме загуби и закана за загуба. Неуспесите исто така се загуби. Ако некој човек добија единица на училиште, тоа е загуба. Така, ако некој човек, не знам, го исмејуваат во друштвото и он не се чувствува, и тоа е загуба. Сега, во реактивниот ум имаме загуби или закана од загуба, како што кажав, може девојката он мисли дека ќе го напушти со некој друг човек и он има закана од загуба и тоа е исто така стресна ситуација, има закана од загуба. Но, не знам, може би исто така се снимени во реактивниот ум физички повреди. Сме паднале од дрво, не знам, сме се удриле со точак, не Боже, со колата сме се чукнале или сме се изгореле со прстот. Значи тие работи, ама пак е загуба, тоа е загуба на клетки, на физички клетки, кои што сме ги уништили, умреле во тој момент, клетките на прстот или каде да е. Доека не се регенерираат, доека не се обноват. Но, пак е загуба и физичката болка на некој начин. Сега, зашто ова го зборувам? Затоа што сакам да воведам еден многу интересен концепт, кои работи се важни во животот и како некои неубави чувства да ги направиме да бидат убави чувства. Еднаш ви зборев, дека имаме убава дефиниција, знаете, зборот имање е убав термин на англиски јазик, to have, и овој научников Хабард го има преименувано во имање havingness. Havingness значи имање. Сега, што значи havingness? Тоа вика чувство дека се има или поседува. Havingnessот е чувство. Зборот havingness значи имањето е чувство дека се има или поседува. Ја не морам да го поседувам. Гледате, вие сте моето имање, затоа што ми давате задоволство, ми давате убава комуникација, ми давате убави зборови и вие сте мојот havingness или моето имање. Ако јас сакам да се чувствувам добро, што ќе направам? Ќе направам лайв, поради тоа што ќе добијам еден куп љубов и тоа ми го дава, ми е полни душата. Знаете кога ќе речат, havingnessот е нешто што ви е полни душата. Ти дава убаво чувство. Нели? И тоа е havingness. Havingnessот е спротивен на реактивниот ум, зашто реактивниот ум има празнина, има недостаток, имаме губитоци таму. Havingnessот или имањето е нешто кое што ќе го наполни срцето и душата и кое ви е убаво. Гледате, havingnessот или имањето е да отидете со некој пријател на кафенце и си поминате преубаво искуство. Тоа е havingness, тоа е имање. Тоа е чувството дека имате. Зошто? Затоа што во животот, само што сте искриле момент каде што нешто имате. Сега, чувството на имање, кога ќе почне да паѓа, тогаш се активира реактивниот ум, затоа што ако во сегашниот момент имаме нешто кое што го немаме, односно се појави некоја празнина, нешто немаме, сме сакале да идеме на кино, ама одеднаш се откажала представата, и имаме чувство на немање, односно сме сакале да имаме havingness или имање, и одеднаш го немаме тоа, што се случува, почнува да се активираат работите од минатото и сликите од загубите подсвесно, се активираат тие слики у моментите од вашето минато кога сте изгубиле нешто, и тогаш наместо да имате, фактички почнуваме да се чувствуваме дека немаме и тогаш човекот почнува да драматизира. Слушнете го ова. Човекот почнува да драми и да прави драма и да драматизира кога ќе го изгуби чувството на имање или да го употребам по јазиков на Хабард, havingness. У моментот кога вашето имање нема да е на ниво, во тој момент почнува драмата од реактивниот ум. Сега, што е имање или што е havingness? За секој човек тоа е нешто кое што е за него убаво, нешто кое што на него му ја полни душата и срцето. Може да отидете да направите убав шопинг некаде и тоа да ви даде чувство на havingness, на имање. Легитимно. Може би чувството на имање вие да отидете на некој убав ручече покрај езеро или покрај море и да си ја наполните душата. Тоа е имање. Тоа е нешто што ве прави среќни. Супер.
Гледате што се случува кога ќе има можеби некоја девојка ќе раскине со некој момче. Што прави инстинктивно? Хоп, ќе се отиде у шопинг. Зошто? Затоа што гледате, чувството на имање и се намалило. Зашто го нема дечково. И сега она го надокнадува, тој загубен хевигнес или загубено чувство на имање, го надокнадува на физички начин. Така ли е? Затоа што гледате, у животот, ако немате многу работи кои што ви даваат чувство на имање, кои што ви е полна душата, нема да имаме забавен живот. И сега сакам да ви дадам представа што се случува во многу моменти во вашиот живот кои што мислите дека станува збор за нешто друго, но станува збор за овој механизам. Ајде да речеме вака. Замислете, чувството на имање ви ја дават и убава комуникација. Ќе ви дадам пример еден. Бев во Германија, учев за има една убава детокс програма од исто овој авторов Хабард, како да го прочистиш телото од токсини, од радиација, од химикали, се користи сауна и така натаму, витамини и минерали се зимаат. Сум зборал за таа програма во моите лајови одамна, беше може треба да направам повторна лајв за таа тема, но бев да се обучам, сакав да знаев како да испорачувам таа програма. И гледайте, отидов во Германија, но све беше убаво, но во Германија ја немав таа комуникација која што имав со луѓето тука. Впрочем, тоа ми фалеше во Соединетите држави кога живеев таму. Ме разбирате, нашиот хевингнес или имање за мене у Македонија што беа? Салата убава ќе си направиш, патвиџанче, не знам, убави компири, месце како што треба, комуникација со луѓе. Тоа беше моето имање, не? И сега, кога ќе отидете некаде, да се вратам на муабетот со Германија, почнав да учам еден курс кој што требаше да трае 3 недели. Но, го немав имањето кое го има во Македонија. Точно е дека добив друго имање, тоа беа убави улици, тоа беа убави згради, нешто што беше интересно. Секако, тоа ми беше многу убаво првата недела, втората недела, но, што почнав да правам? Почнав да се фиксирам само на тој курс, на тој материјал кој што требаше да го завршам. Ке дојдев дома, немав со кого да направам муабет, и затоа што се фиксирав само на едно нешто, како рестото од животот, да ми го снему тој момент. И особено затоа што немав со кого дома да направам муабет, па ќе се јавиш на телефон, па ќе се јавиш на, тогаш не имаше вака Viber или WhatsApp, скапо беше да се јавам по телефон, и ќе останам дома, и сам сум, и чувството на имање клапнато ми е затоа што дента ништо не сум направил. Со никого не сум отишол на кафе, со никогаш не сум направил муабет, само сум бил на курсот, сум учил, дома, дома, немам со кого да зборам. Дома ги немам пријателите, дома ги немам комуникацијските работи. Не направив за тој краток временски период, како да ви кажам, некои пријатели у Германија, со кои што можев да излезам на кафе, ама јас бев голем кафеџија и уште сум. Ама поентата ми беше дека тоа ми беше моето чувство на имање. И сега почнав да го драматизирам тој курс кој што требаше да трае 3 недели. Ја истиот курс го завршив за 3 месеци затоа што ми се намали чувството на имање и почнав да не се чувствам убаво. И почнав да станувам несигурен, што знам, дал не знам, а јас сакам све да ми биде до танчина разјаснето, сакам да сум компетентен, сакам да сум добар, и однаш почнува затоа што го немав тоа убаво чувство на, знаете, многу е поразлично. Друг курс, многу сличен на тоа, ќе отидев во Атина, а во Атина имав пријатели. И го имаше мојот тип на хевингнес, мојот тип на имање во Атина. Кафеџи, после курс ќе ме викнат грциве со нив, па ќе те викнат дома кај баба им, кај мајка им на вечера. Ти го дава чувството на имање кое што ја го сакав. Ме разбирате, тоа е мој тип на имање. Не викам дека у Германија не било убаво, тоа е друг тип на имање, може би за нив. Мојот тип на имање беше многу посоедветен, например, во Атина, кога бев на курсеви. А уште поубаво ќе беше кога отидев, например, со некој близок, каде што после курсот, после семинарите, ќе си направивме муабет, па ќе си отидеме на кафенце, па ќе си отидеш на Глифада, на морето, па ќе си отидеш да си седнеш на некој убаво ручече. Хевингнесот огромен, имањето огромно. Ме разбирате, имав чувство на имање. Затоа што беше мој тип на имање. Некојаш не мора да е нешто луксузно, некојаш може да е имање едноставно да седнеш со твојот другар на кафенце, да си знае муабетите, како ти поминал денот, едноставно да уживаш у капучино, во еспресо и вуп, да ти се наполни енергијата, затоа што чувството на имање го добиваш, така ли е?
И што се случуваше? Со помалку време посветено на курсеви, ама после курсот ќе отидев на море, ќе отидев да се прошетам, да го уживам животот во местото, и мене ми се полнеа батериите, ми се полнеше душата, ми се полнеше срцето, и нареден ден, затоа што дојдов со наполнета позитивна енергија, ја не драматизирав дал знам, дал не знам нешто. Ама што се случува со студентите? Ја кога бев студент по медицина, не? Сум зборал, не е поентата за да се промовирам себе си како најдобар студент, имав 9,7 просек на медицински факултет, баш со курсот, сум го зборал и за тој лайф курс, научив од Хабард како да се учи. И беше многу полесно да учам од кога го направив тој курс, но гледайте што се случуваше. Кога почнував да учам, кога не знаев за имање, и почнував да учам и ќе се фиксирам само на тоа, 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 што е окей, во некои моменти, ако касно почнувате со учење, како ја што секогаш каснев, за да спремам испит, морав да се фокусирам на тоа и во некои моменти е треба. Ама колку повеќе само на тоа се фиксирав, толку повеќе драматизирав, дал знам, дал не знам, како ќе биде, нема да биде. Сега, кога почнав да го разберам ова, почнав тој период на учење да го прошарувам со ќе си излезам на кафенце. Па ќе се отидам една вечер во, не знам, во диско или во кафич, не секоја вечер, ама некоја, за да го зголемам чувството на имање. Зашто ти ако седиш дома и постојано само учиш, гледате, имањето околу тебе, кое што е потенцијално имање, ама ти го немаш затоа што си фиксиран само на тоа, што се случува, почнува да паѓа. Што се случува кога имате некој дечко кој што ќе се заљуби у некоја девојка и е фиксиран у таа девојка, и е фиксиран само у неа, гледате, супер е што е заљубен, супер е што ја сака, ама не ги видел другарите, не излегол со нив, цело време со девојкава. Целиот свет му се свело на, окей, девојката и ништо друго. И девојката 2-3 пати не му се јавува, не ќе да излага со него. Почна да прави драма. Почнува да драматизира. Зашто? Затоа што, гледате, целиот свое имање, хевингнес, го намалил на толку ниско ниво, затоа што се фиксира само на неа. Више другарите си трнале по своји патишта, него дружата, зашто и он не ги дружал, и сега девојкава не му се јаво и он станува проблем тоа. Зашто? Поради тоа што веќе го нема имањето кое што го имал предходно. И зашто ќе направи драма и проблем од 2-3 нејавувања на девојката? Знаете зашто ќе направи драма? Зашто го нема остатокот од имањето, го нема остатокот од хевингнесот, имањето кое што го имал предходно. Друг пример. Што се случи кога се деси локдаунот? Зашто имаше многу расправи, зашто имаше многу кавги, зашто многу брашни другари ќе се место другари ќе станеа непријатели. Зошто? Затоа што им се одзема хевингнесот на луѓето, имањето им го снема. Зашто имањето му било да отиде на работа, да испие кафе таму со другари, да направи муабет со колешки колеги, да се излезе после тоа на afterwork парти, на забава после работа, така? Тоа му било имањето. Сега му го нема тоа имање. Единственото имање му е жена му се дома. Не е дека е лошо имање, да се разбереме, ама само е она. Ке направат 2 недели муаве, 3 недели муаве, ама 6 месеци или 3 месеци, колку и да беше локдаунов, појма немам. Само тоа е едно имање. Не може да излезе. Не може да си ги наполни батериите со други работи кои што се конструктивни. Ме сваќате што сакам да кажам. Хевингнесот, имањето е многу важна работа, иначе човекот почнува да драми. Затоа што кога ќе падне тој хевингнес или имање, човекот почнува да протестира, не го сака тоа, затоа што почнува да се активираат загубите од минатото. Интересно е. Така. Зашто? Затоа што сме го изгубиле нештото што сме го имале. Ке отиде некој човек, зашто е тешко, за мене беше многу тешко кога бев во Америка. Гледате зашто беше тешко за мене кога отидов во Америка. Бев таму 4 години вкупно. Но кога отидов во Америка, јас тука имав свој хевингнес, свој имање. Бев дисџокеј во еден кафич, имав свој кафич, играв кошарка тука, имав друштво, излагав, така, девојка и така натаму. Мисля, што се случува? Одам во Америка, каде што добиваш друг тип на имање, ама тој тип на имање таму не беше за мојот карактер имање, да се разбереме, затоа што имате различно имање. Што е за твојот карактер, треба да знаеш. Затоа што гледате, имањето таму беше на друг начин имање. Не? За нив, за луѓето кои што беа таму, они се навикнати на тоа имање, на тој хевингнес, и на нив
Уживав и уживав у многу работи. Ќе отидов у Њујорк, преубаво, Флорида, преубаво. Имање, да, ама кога ќе почнеш да живееш таму, сваќаш дека некои работи ти фалат, кои што се сродни на твојата душа, и тоа имање што го имаат они, тоа што ти го бараш и го сакаш, не значи дека е исто. И затоа на луѓето им фали Македонија, кога ќе отидат некаде, затоа што го немаат имањето кое што они го сакаат. Они имаат друго имање кое што не значи дека не е убаво, ама можеби не кореспондира со нив како душа. Зашто луѓе ќе речат, го жари у Америка ужива. А може ти уживаш тука, се викам, поише у Македонија колку што уживам ја. Затоа што важно е што е тоа што тебе ти треба како душа. Гледате, мене она што ми требаше комуникација, близина со луѓе, спонтаност кога ќе излеземе, како ќе излеземе, каде ќе одиме и така натаму, и само луѓе мислат, окей, сега ти си у Америка и мора да ти е најдобра, уствари не сваќаат колку има празнина кај луѓето кои што се во странство, иако изгледа дека имаат се од наш аспект од Македонија, ама уствари немаат се поради тоа што го немаат имањето кое што на нив им е потребно. Ме разбирате што сакам да кажам? Имањето е различно таму. Гледате, имањето можеби е професионално, на работа ќе отиде, ќе заработи многу финанси, окей, тоа е еден тип на имање, со тоа имање можеш да си купиш се, ама не можеш да купиш пријатели, не можеш да купиш комуникација, не можеш да купиш искачање до, не знам, ќе отидеш некаде да си купиш геврече уни едно време, Симит Погача, која што не ја разбират луѓе о леп со леп од странство, вика како јадеш, ама Симит Погача е имање за мене. Кебапчиња имање се за мене. Не. Значи, имање е нешто кое што е нешто што го сакаш ти. Во Америка, например, се дружев со луѓе само затоа што беа од Балканот, со луѓе кои што веројатно не би се дружел никогаш да сум во Македонија. Тие луѓе кои би ги имал во Македонија веројатно не би биле пријатели. Ама таму го немаш твојот хевигнес или имањето на кое што се навикнат и викаш дај некаков тип на имање, и тоа било подобро имање отколку да немам ништо, ама сакам да кажам, се дружев со луѓе кои што у Македонија не би се дружел со нив. Затоа што сме биле поразлични како типови. Ама затоа што во Америка ќе слушнеш некој ќе збори српски, босанеце, србине, хрвате, окей, супер, грке, италијане, вау, зашто? Затоа што имаш некоја фреквенција на имањето која е поблиска со нашето имање. Затоа што е животен стил. И животниот стил е имањето на луѓето. Што и да сакаш, може твојот животен стил е да идеш по библиотеки да читаш книги. Супер, ако тоа ти го дава имањето, прави го тоа. Тоа е поентата на овој лайф. Мора да го најдете вашето имање. Што ви е полни душата? Затоа што кога ќе наполните душата, се деактивира реактивниот ум. Начинот како да го деактивирате реактивниот ум е да наполните душата со работи кои што ве прават да сте среќни. И тука не подразбирам работи кои што се среќа на неетичен начин, зашто тоа ќе се претвори набрзо во несреќа. Среќа на етичен и убав начин, нешто кое што на вас ви прави кејф и ви прави задоволство. Може би да се запалиш пура, мирисот те прави среќен, супер. Океј, ти го дава тоа чувство на имање, уживај у тоа. Може би е поглед од планина, може би е качување на врв, може би е шатор. Видите, на некого може би му е имање да седи у 5 звезди хотел луксузен, на некој може имањето му е да е уконектиран со природата под шатор навечер и едноставно да јаде конзерва. Може тоа да му е него имањето, и тоа е релевантно имање. И за еден и за друг. Не викам еден е погрешен, друг не е. Станува збор што тебе ти е полни душата. И човекот мора да го најде што него му е полни душата. Така ли е? Што се случува? Зашто луѓето, видете колку интересно е. Ке го оставиш некој дома сам и ке го затвориш и ке оставиш у една иста рутина. Само тоа прави. Ништо друго не прави. Само тоа прави. По цел ден. Што ќе се случи? Ќе му дое све преку глава. Зашто ќе му дое све преку глава? Затоа што го изгубил имањето. Имал некој живот предходно, буп, евете сега, ќе се затвори дома, ништо не прави, само една иста работа прави, и на некој начин му доаѓа се преку глава. Зашто? Затоа што нема животот околу него. Животот се состои од работи кои што ни се свиѓаат. Видите, у дадени ситуации ке сум излегол у шопинг мол, кога нема да сум се чувствал убаво,
ќе отидам у еден бутик, у друг бутик, и можеби не сум сакал ништо да купам во тој момент. Гледате, најбрзо се трошат пари од која човекот има загуба. Сега, ако вие сакате се окренете имањето, при тоа да не морате да потрошите пари, отидете некаде, дотерајте со некој бутик, види како се изгледаш, иди у друг бутик, види како се изгледаш, излези и оди си дома, ќе видите дека чувството на имање повторно ќе ви се крене. И ќе почнеш да си мислиш, таа комбинација ми се свиеш, таа комбинација ќе се купам таа и таа комбинација за емисија, ќе се купам таа и таа комбинација за тој настан. И каде ви е вниманието сега? На иднината, не е на загубата. Идете у шопинг мол, пробај конудури еден куп, пробај патики, дотерај се, направи си убави комбинации. Ако сакаш, купи си, апсолутно. Ако можеш да си го дозволиш, купи си го. И што се случува? Ама, ако у тој момент не сакаш да ги потрошиш финансиите, сакаш да ги уплатиш на нешто друго, ама знаеш ти дека си трошаџија кога ќе имаш некоја загуба, еве ви замена за трошењето. Оди во некој шопинг центар. Пробај комбинации. Иди у друга продавница, пробај комбинација, трета продавница, пробај комбинација и излези си неке дома. Ќе видиш душата ќе ти биде полна пак. Зашто гледате, овдека не вика дефиниција за хевингнес или имање, вика е чувството дека си има или поседува. Затоа што дури да не ја купам гардеробата, имам чувството дека било мое. Не значи дека е мое. Знаете, луѓето можете да ги имате и преку убава комуникација, преку афинитет. Има некој човек, си има жена која што си ја има, ама ја не ја дава внимание, ја запоставува и така натаму, он ја нема таа жена. Може би жената си има пријател, само пријател, ништо друго, кој што со еден убав муабет, он повеќе ја има него, отколку овој кој што има прстенице, не знам, 10 години у брак. Зашто? Затоа што комуникацијата со некој друг човек, љубовта кон другиот човек, афинитетот што го имаме кон тој човек, е тоа што ни прави да се чувствуваме дека го имаме. Имате луѓе кои што имаат кола, најубава кола на цел свет, ама се цело време у проблеми, тој не ужива колата. И другар му ќе земе да ја провози, он ќе се одушеви, ќе има колата у тој еден ден што ја возел многу повеќе од овој 5 години што има, затоа што не ја обраќа внимание. Што се случува кога нема некој да ви обрати внимание? Гледате, внимание од друг човек е чувство на имање, чувство на хевингнес. И доаѓа сопругов дома, не ја обраќа внимание на жена, жената и се цица, хевингнесот, имањето и се срозува на нула. Зашто најубав хевингнес имање е кога луѓето ќе ви дадат внимание. Зашто човекот сака да се дотера да изгледа убаво? Затоа што ќе привлече внимание. Тоа му е хевингнесот, тоа му е имањето. Не мора така да го има. Ме разбирате? Може да се отидеш и да се уживаш 1 сат у библиотека или да си читаш книга по дома и да имаш многу повеќе убаво искуство отколку да те види некој дека имаш нова фризура и дека си облечена како што сакаш да бидеш облечена. Не дека е лошо да привлечеш внимание, не викам, ама сакам да кажам, не мора на тој начин да го исполни човекот имањето или хевингнесот. Гледате, чувството на имање доаѓа од тоа што ти сакаш да го правиш. Што е тоа што ти уживаш во него. И ако сакаш да се дотераш и тоа ти дава чувство на имање, дотерај се и обично е многу убаво за себе човек да се дотера и да ужива и да си се облече за едноставно дадена ситуација, зашто се крева чувството на имање. Зашто некош луѓето сакаат да отидат на филхармонија, сакаат да отидат на опера, сакаат да отидат на концерт. Имање се случува. Ме разбирате, имањето се полни. Затоа што ни е важно имањето, мораме да имаме убави моменти, мораме да имаме убави работи. Ако ни ги одземат, човекот почнува да драматизира. Што се случува со супресивните личности или енергетските вампири? Они ти сакаш нешто да имаш, они не можеш да го имаш тоа. Не можеш да излезеш, не можеш да направиш тоа, не можеш да си го купиш тоа. Тебе не те бива за тоа. Кај ќе излагаш сега? Бум, го намалуваат имањето. Зашто збориш сега со таа? Ама ти многу збориш со колешката. Зашто со колешката си на кафето? Па затоа што убав муавет имам. Ај како да не? Што мајка бараш? Сега, а она дома не му дава никакво внимание. Само критики и навреди. Со нема имање од неа. Ја не викам дека треба да направи и не треба да направи превара. Ама она што на него дома му недостасува, он ќе го компензира со пријателите.
надвор. Зашто? Зашто му треба имање. И ако дома он од својата сопруга добива само критики, он нема имање. Го нема имањето. И ако мажот не ја приметува по дома, и ако мажот ја критикува и инвалидизира постојано, имањето се намалува. Не е решение човекот да најде замена за сопругот или сопругата у нова врска и да стане неетичен. Тоа не е решението, сум зборал за тоа многу пати. Гледате, затоа што добивате така у наводници некој имање со грижа на совест, тоа не е имање, да се разбереме. Зашто имате грижа на совест? Затоа што не е исправно, затоа што секој човек знае што е исправно, што не е исправно. Но секој човек мора да работи на себе. Работење на себе е добивање на чувство на имање. Нема поубаво имање отколку работење на себе. Човек кој што ќе направи, например, прељуба, гледате што се случува. Губи од што? Од интегритетот и од својата позиција. Ама за да имате целовитоста на имањето, добро, ако може би двајца не се еден за друг, можат на многу убав и чесен начин да направат стоп, и ако таму нема веќе имање и цело време е само нешто негативно, окей, треба еден да се коригира или двајца да се коригират, ако не можат, окей, има начин како на етичен и чесен начин тоа да се реши. Но гледайте, поентата е да сватиме дека ни треба имање и да одиме да го добиеме тоа имање. Затоа што ако го добиеме тоа имање, тогаш ќе го трнеме реактивниот ум. А кое имање да го добиеме? Нешто кое што ни треба. Во животот имате луѓе кои што ќе ви дадат се што не ви треба. Тие што се ниско по скалата на емоции. Што не ти треба, тој тоа ќе ти дае. Што ти треба, тој нема ти го дае тоа. Видите колку интересно. Гледате скалава на емоции, колку интересна е. Ајде да се вратиме на скалата на емоции. Гледате скалава на емоции се. Во скалата на емоции има многу интересно. Жолтиве тонови секојаш ќе ви дадат имање кое што на вас ви треба. Но овие луѓе надоле обично почнуваат да ти даваат работи кои што не ти требаат. Што не ти треба, тоа ќе ти дае. Што сакаш, нема ти дае. Ама овој ќе ти дае тоа што ти треба и нема да ти го одземе тоа што го имаш. Ама како идеме надоле, обично што се случува е дека човеков пониско по скалата на емоции, затоа што овој нема. Гледате, надоле по скалата на емоции, ова може да речете скала на хевингнес или на имање. Затоа што во скалата на хевингнес или на имање, гледате што се случува. Овдека човекот загубил. Сега, овој човек затоа што го креира животот, тој има. Затоа што е креација. Затоа што креира во животот. Овој прекинал да креира. И затоа што не креира убави моменти, он се чувства неубаво. Ама овој човек високо по скалата на емоции, тој креира убави моменти. Креира тоа што на него му се свиѓа. И затоа е ваков. Затоа што има. Овој човек, спуштајќи се надоле по скалата на емоции, за жал, нема. За жал, не може да креира. Може бил со некој кој што му одземал се, но поентата е да почне се креира и повторно се врати на овие жолти емоции. Затоа што ако бидете цело време со некој човек што цело време ви зима и цело време ви стопира, окей, преземете одговорност и почне да креира живот каков што го сакаш. Не се прилагодувај на немањето кое што некој ќе ти го наметне. Зашто гледате, луѓето ќе ти наметнат немање. Ќе ти го наметнат немањето, затоа што ќе те ограничат на тоа што они го имаат и се ти сакаш да се вклопиш во нивното немање, ќе немаш и ти. Научете ги како да имаат. Научете ги дека можат. Затоа што на овие луѓе пониско пред се им треба самодоверба дека можат да го имаат тоа што го сакаат. И можат да имаат. Ето овие луѓе, може би некој ги научил дека немаат и дека е тешко да се има. Научете ги нив да имаат. Зашто овој човек може да има. И гледај, ќе ви кажеме на работа. Секој човек има според негово ниво што може да има. Видите,
Секој човек има според негово ниво. Колку може тој да има, толку ќе има. Затоа што, гледайте, ќе ви кажам еден интересен пример. На некој човек ќе му даете нова кола. Абе он додека не ја изгребе, додека не ја испрља, додека не ја направи, што би се рекло свињац, татко ми таков еден термин употребуваше, свињац додека не се направи, он не може да ја вози, он ја вози и ја ужива колата у свињацот. Зашто? Затоа што тоа е нивото на имање. Имате некој човек кој што има прекрасна сопруга. Абе не ја гледа, ама киде со некоја, да не користам погреден термин, која што е нечестна и он е заинтересиран за таа другата. Ама дома има богатство, ама не го гледа. Исто и со женава. Женава има некој прекрасен маж. Ама неизиното ниво на тоа што може да го има не е на тоа ниво кое што е он. Он е предобар за неа. И он ќе почне да му давања мани. И ќе интересираат мажи кои што се за неа. Фраерчиња, фраеришта, со кои што она го инвалидизира него. Ме разбирате, затоа што она не може да го има него. Он е предобар за неа. И како ќе го има? Ќе го спушти на ниво каде што ќе биде нервозен, каде што ќе биде нетолерантен, каде што он ќе почне да ја вика. Зашто? Си го направила она да и парира на неа, според карактерот. Ама он бил предобар предходно. И после тоа ќе го направи љут, ќе го направи нервозен, човеков никад не повишил глас и го гледаш цела година и се дере на неа. Не дека е оправдание дека се дере, да се разбереме, не е оправдание тоа. Ама сакам да кажам, она до толку ќе го испровоцира, за да го намали, како човеков што ќе искрши колата, кој што ќе испрља колата, само тогаш ќе вози, чиста кола он не може да има. Така и женава до толку многу ќе го смали, другиот ќе го направи нервозен, ќе го направи да се чувствува неубаво, и она што ќе се случува, она после тоа ќе протестира на него, гледај каков си. Он ми вика, па ја не бе ваков, ти ме направи ваков. Ја те направив таков, ти таков си беше. Некој што е вистина, знаеш дека другите направат такви, ама не е оправдание, да ви кажам. Затоа што гледате, некој човек ако не може да ви има, не се прилагодувајте на неговото имање. Знаете, ако ти имаш голема кофа и некој има мало кофиче, и он сака ти да имаш иста количина на вода колку што има он, ќе ти ја смали кофата. И ти само да бидеш у игра и у некој паритет еднакво со некој друг, ќе почнеш да имаш мало кофиче. Внимавајте со имањето. Ако можете да имате многу, а пред се соништа се имањето, гледате да си има сони, како прво ни го зимаат имањето? Ке те направа да не сонуваш. Ке те направа да мислиш дека да сонуваш е нешто лошо. Ке те направа да мислиш дека нешто ти фали ако сонуваш, ако имаш идеја. Тоа е имање. Кога луѓе остануваат реални, јас сум реален многу, јас сум многу реален. Што ти кажа човекот што дека јас сум реален? Дека нема соништа тој. И дека имањето му е сведено на рутина и на физички работи. Тоа ти кажа тој реалниот човек. Он све е реален. Он е, абе ти колку пари донесе, абе не ми избори, абе колку пари носиш дома, абе ти. Што ми избориш глупости, некои илузии? Пари бе да видам ја, пари. Што направи ти од тоа? Пари. Тој ќе те направи не да немаш соништа, ќе те направи или таа ќе те направи да немаш ни сигурност ни самодоверба, зашто знаеш од кај доаѓа сигурност и самодовербата? Од имањето, особено на соништата. И ќе кажеш, дај бе пари да видам, бе, биди реален, бе, шо е ова, бе, дај пари да видам. Таков човек ќе ти ја срози самодовербата. Зашто? Затоа што тој човек не може да има соништа, не може да има иднина, не може да има афинитет за цели и за иднина. Дај бе пари, бе, све физичко, бе, дај бе, биди реален малку. Тој човек, единственото имање е колку прасиња ќе се изедат, колку ќе се испие, колку ќе се купи, колку ќе се потроши. Не викам дека е лошо имање тоа, да се разбереме. И тоа е добро имање, окей? Ама све се следува на материјално. Имањето не е материјално. Е дел од материјалното, ама не е само материјално. Затоа што, гледайте, имањето доаѓа од визија, имањето доаѓа од иднина. Имањето доаѓа од верба во иднината. Знаете кога најбрзо паѓа имањето? Кога вербата за иднината ќе се загуби. И ако немате верба за иднина,
го немате најосновното имање и право на секој човек, а тоа е иднината. Иднината е најубавото имање. Затоа што ви дава чувство дека ќе добиете нешто вистински и реално. Ама не е ни важно. Убавото чувство е вербата дека ќе го имаш. Може би кога ќе го добиеш нема ни да бидеш толку среќен. Може си посреќен идејќи кон тоа да го добиеш. Самото чувство дека ќе добиеш нешто во иднината. Вербата во иднината е на убавото имање, кој што еден човек може да го има. Гледате, разочараниот човек нема верба во иднината. И за разочараниот човек кој што нема верба во иднината, за жал, не по вина своја или што и да е, обично сака да ги намали имањата и на другите луѓе, затоа што он ги загубил со ништата и он сака да ги заштити другите луѓе од што он мисли дека е губиток. Имајте верба во иднината. Верувајте во добрината на луѓето и тоа е имање. Луѓето ќе речат носиш розови ноци, но тоа е имање. Не да е Боже да носиш песимистички ноцари, немаш. Оптимизмот е имање. Благодарноста е имање. Затоа што човекот го дава акцентот на тоа што го има. Зашто функционира кога човекот ќе опрашаш зашто си благодарен? Затоа што го крева чувството на имање и чувството на успех. Дечки, иднината е најубавото имање, креацијата во иднината е најубавото имање, целите се најубава иднина. Океј, и ве молам, правете го тоа. Имајте, играјте, верувајте, креирајте убав филм. Тоа беше мојот цитат денес. Базирано е на ова. Креирај убав филм, зашто твојот ум секако снима слики. Снима од убави моменти и неубави прилики. Креирајте убави моменти и убави прилики. Поради тоа што во староста убаво е нешто на кој што човекот ќе направи ретроспектива како убави постигнати начини. Но и староста нема да дојде ако имаме креација и план и цел за иднината. Човекот најмногу старее кога ќе одлучи дека не може веќе да креира и да има цели за иднината. Човекот ќе е секојаш млад кога ќе има верба и цели за иднината, затоа што има време пред себе. Иднината е убава затоа што имате време. Времето исто така е еден тип на имање. Кога ќе си седнеш у недела и кога ќе почнеш да си гледаш тенис или ќе почнеш да си гледаш Netflix, абе чувство на имање, па со топло кафенце, па со убав муабет со сопругата, со децата. Има ли поубаво? Фамилиарен ручек. Имање. Слава, прослава, имендени, така, верски празници. Убаво е затоа што е имање. Не? И затоа што луѓето се генерално позитивни. Креирајте убави настани и убави моменти во вашиот живот, затоа што тоа е она кое што е важно, како да ги смениме рутините и работите во нашиот живот. Ако сте влезени во некоја рутина, веднаш излагате на еден начин, за да ги вратите работите во вашиот живот кои што ви ја полнат душата и срцето. Убави работи се многу важни за нас. Океј, фала ви. Сите овие коментари што ми ги праќате е моje имање. Пофалба е имање. Не критикуете. Фалете. Ќе видите како ќе има стоплите душата и срцата на многу луѓе. Ама вие сте мои заменици мотиватори, вие сте мотиватори на луѓето, вие сте имање за многу луѓе. Ви благодарам, ве сакам. Се гледаме повторно во петок. Чао. Поздрав. Вие сте моje имање. Чао, чао. И јас сум ваша, знам. Чао. Поздрав. Поздрав.